Значи, во оваа емисија еве го и третиот бенд кој вака ќе ни се представат. И тоа се момчињата кои минатата емисија ги најавиме, момчињата од групата Кентаур, Роберто Поп Димитров и Ристе Андов. Соло гитаристот и вокалот и соло гитарата. Она што се вели окосницата на бендот. Па вака први вака символично го започнуваме наш разговор, ова ваше представување, бидејќи стигнете на самиот врв на Поп-рок-фестот и од тука почнувам. Сега од таму јас чинам дека Роберто треба само Кентаурот да полети. Најнапред поздрав до Куманово. А за Роберто да полети како беше прашање? Да, Кентаурот сега стигнете до самиот Олимп на Поп-рок-фестот и сега. Не. Тоа прашање на пример не само не зависи од сечиш. Мора ли па баш тоа да го прави? Нема проблем. Ајде, одиме, прат. Прашај го него прво. Ајде, нема проблем. Да полетам. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со представување на бендовите и нели во минатата емисија веќе рековме дека во оваа емисија ќе ни бидат гости момчињата од групата Кентаур Штип, кои исто така треба да настапат и да бидат забележителни вака доста на овој наш рок фестивал на 23 јуни. Па во оваа емисија гостите се членовите Роберто Поп Димитров и Ристе Андов. Ристе Андов беше она момче кој му го честитавме нели оној кога групата Кентаур стигнаа на самиот пиедестал и посакавме да стигнат тоа им се оствари на самиот врв и сега ние малку символично, метафорично би рекол се наоѓаме на самиот врв и што потоа со групата Кентаур. Веќе стигнате на самиот врв. Да, прво поздрав до комуновските гледачи на радио телевизија Куманово. Да. Па сега врв. Може да се каже дека е тоа почеток за да дојдеме до некој врв, ако сакаме. Мислам и ако можеме доколку дозволуваат некои услови сите други околности. И Кентаур сега треба да полети. Да. Па ние сме полетани, знаеш, меѓутоа се уште летаме, не мислиме да слетаме. Добро, прашањето беше добро. Плановите мора да се реализират натаму, вклучувајќи ги сега ангажманите што се овие концерти овде во Куманово, па после во Скопје, а и самосталните концерти кои ги имаме што треба да се реализираат. И сето тоа треба да се реализира, време има, меѓутоа и треба да се работи. Ќе видиме натаму што ќе биде. Веројатно ќе има резултати, пошто се трудиме. Да. Сега интересно прашање е за прв пат во нашата емисија Роберто Поп Димитров, пејачот на бендот и воедно гитаристот, Боби, инаку попознат можеби како Боби. Ние во Куманово веќе тоа по кој знае кој пат го констатираме дека по прекарите вака подобро се знаеме. Боби JR. Боби JR. Боби, сега прашање за нашите гледачи во Кентаур, како дојдете до ова име? Па право да кажам сложено. Се собравме групата официјално, например, додека се најдеме членовите кои. И најтешко беше името да се донеси. Па избиравме така, напишавме, имаше некој апокалипси името беше ставено у предлог, еден тремор, Кентаур и така. Се бираше, али сепак значењето мораше да биде у преден план. За бидејќи Кентаур како Обврзано со музиката нешто, да. Кентауро, да, символично тој и преку него се изразува например силата, грациозноста, например телото е силата, умо, интелигенцијата на човекот, нели што е од половина нагоре, така да и нашата музика е малку со чувства. Има силина, има нели чувства, жустрина, психоделија некаде на некој место, значи опфатена е севкупно. На некој начин, обично. на некој начин, да кажеме, ја символизира сета она слоевитост, би рекол, напластеност на музиката на групата Кентаур, веќе Кентаур е едно митолошко битие, како што знаеме. Да. Така, сега рековме за тоа, Ристе, кој ги пишува песните во бендот? Сега Како ги создавате? па види имаме ние посебен текстописец кој е цимер на нашиот басист. Пишувавме порано песни сами, Боби и Иван нешто експериментира. Меѓутоа се најде човека што е цимер овој на нашиот басист, кај што учи во Охрид. Да текстовите ни лежат доста добро. И тој е сега он наш дефинитивен текстописец. Иначе се вика Цокле. Како му беше името? Цоклески Горан, да. Јас го дам код Цокле. Музиката ја правиме поедини точки повеќе ги има Боби и Иван. Аранжманите мислиме се вкупно да се
нели дотера до шминка и така натаму, мислам заедно се до тоа го работиме и излезе финалната што е композиција. На крај излезе се до тоа со заедничка работа. Да. Сега, кога се иде таа заедничка работа на крајот, што ќе проследиме сега од групата Кентаур? Боби? Што Што ќе проследиме? ќе проследиме? Мислиш на концертот Да, сега? не, сега која композиција сега? Јас мислам чинам Камен да ја проследиме за нашите граѓани. Па може. Може Камен. Значи, се уште сме во дружење со групата Кентаур, со Боби и со Ристо. И сега да кажем едно прашање, секако не може да го одбегнеме оној поп-рок фест. Да. Поп-рок фестот е поредна точка, например, сега за секој интервју, пошто тоа е наш прв успех, јавен успех. И поширока афирмација. Да, нормално, а меѓутоа, да, поредна точка и поширока афирмација за толку кратко време, нели, например, колку што постоиме. И доста е добро. Но да кажеме, дали за поп-рок фестот Боби имавте некои подготовки вака да кажеме, бидејќи чином тоа беше на прво ваше посериозно излегување. Дали се спремавте специјално за поп-рок фест? Специјално не. Специјално не се спремавме. Имавме некои свирки претходно по кафичи, знаеш, теска. И тоа ни беше да видиме уствари како се калемат оно музичарите, нели? Да. Пред јавноста, бидејќи мислам секој за да стигнеш до врвот треба да си скачаш по скалата, нели, што е до таму. Али вежбавме во диско во Дом на млади едно месец дена пред тоа и онака подготовките за првата квалификациона вечер не ни беа неколку многу јаки, додека елан, мислам, морал, како да кажем, ни даде баш Лјупчо Грбевски кој во екрану имаше добра критика. И сега, за да не препадне тоа, сепак малку по-сериозно, да. Пристапивме кон тоа и после мислам се си течеше како што беше веќе. Да. Ристо, да кажеме кога веќе нели оние квалификациони вечери кога беа тоа полуфинали и сега кога требаше да слуша пред финалето, интересно ми било тоа да кажеме дали чувствувате некој страф. Ние тоа малку го разговараме, чинам по интервју веднаш после она ваше еуфорија, после она ваше расположение и одушевување. Да кажеме особено што спомена Боби, они добри критики, некои наши фаворити ве прогласија печатот во нашата република, музичкиот печат ве прогласи за фаворити. Дали имаше некои оптеретувања околу тие работи, да кажем што како ќе изгледа, дали да не е утнета работата во финалите? Точно, да. На почетокот имаше такви притисоци, мислам од нас самите, што нормално произлегуваа, нели кој што се трема или некој страф од дали добар, лош звук или сите тие пропратни ефекти и неефекти или нус ефекти што видат со самата манифестација и со свирката. Имаше меѓутоа се тоа го надминавме, мислам доста сме веќе искусни да немаме такви непожелни ефекти. Кога ќе удри нели како на некоја свадба, кога ќе удри тапнот, потоа се живо се заборава. Нормално. Да последиме сега уште една композиција, чинам тоа е полуфиналната вечер во Штип. Да. Композицијата Визија. Композицијата Визија. Да. Деве што си има? Добре, може. Добро. Кажи што ќе праши сега почеток. Ја мислам добро. Тебе ќе те прашат за бенд, за состав на членовите кои се уште ајде. Не се сеќавам. Ајде. Тоа е групата Кентаур Штип, композицијата Визија од композиција која изведоте на ваш домашен терен. И да кажам дека сега при следење нови композиции, инаку ние во прво ваше представување од поп-рок фестот ве следиме токму од на финална вечер, ова е полуфинална вечер. Звучите доста, би рекол, мора да признам тоа доста подобро. И она постава која свиреше чинам 3 пати нели на овој поп-рок фестот, тие квалификации полуфинале, финале. Дали нешто се измени во самата група? Да. Кои се уште членува, да кажеме, покрај Боби и Ристо? Покрај мене Боби, например. Да. Ристе членува Андов Иван. Не се во никакво крвно сродство, како што живеше во екран. И сега имаме промена во бубњарот. Не е веќе истиот бубњар што беше на Рокфест. Ѓоко Чамбов. Да, Ѓоко Чамбов. Сега доаѓа Тито или Тоше, не знам кој се презиваше, нема веза, иначе тоа е бивш тапанар на групата 3 пати на ден.
Мислам, може би е позната во Куманово Да, таа позната група. е Имат сега. веќе издаден оној албум 92 не знам колку. Да, имаше и некои, да кажем, иако тоа кога сме кај групата 3 пати или на ден, иако тоа можеби не е во нивен фак, сепак има дури забележителен настап една таква група со една таква концепција и на Макфестчина. Извршен пејач, извршен. Мислам, добра група, одлична. Сега може само да кажем дека лично мое е тоа дека малку песните се подобри. За разлика да доби се некоја хармонија со веќе нови. Обично се вели дека, да кажем, на ритм секција, особено за тапанар, и особено кога се има предвид вашиот стил, тоа се она душевен состав, што се вели. Па мислам Тоа дека останато да, он е носач на музиката, ритам. Па мислам тоа е модата, тоа е модерното. Ако сте забележиле, мислам, Да. овие групи. И сега да кажеме тоа, значи на некој начин групата, Ристо и групата Кентаур се мобилизираат цврсто за овој 23-ти. Дали да кажеме сега за 23-ти на овој фестивал, може би и подготувате и некои специјални изненадувања од групата Кентаур? Нормално има новитети. Тие сега ги спремаме еве со новиот член кој го спомнавме, Тоше. Ќе бидат подобри, подсврсти и се надевам дека ќе бидат добро примени. Сега да кажеме овој настап, нашата концепција е да кажеме да свират млади бендови од нашата република. Бидејќи се свидетели сме сите ние на некој начин, било жедувачи, оние кои ги интересира оние збиднување во музиката, дека вакво нешто во Македонија чина не се слушал досега. Не. Оние постарите. Ја мислам дека ова е доста добар потек и доста добро ќе дојде за овие нови музичари, нови групи, како што самиот ти потенцираш на тоа да биде. Јас мислам дека, еве, и за ваша информација, пред малку, мислам, во оној разговор со групата The Power of Positive Thinking, рековме дека тука ќе биде кремот на музичкиот песок Македонија, па дури надвор Македонија. Ќе повторам уште еднаш. Амброзич го најави своето доаѓање, Кремер исто така го најави своето доаѓање, Драган Кремер, Петра Јањатови исто така и останати радиоинформативни